Почитувани, младо момче беше брутално ликвидирано пред кафоле на улица пред очевидци и минувачи, а никој не понесува одговорност. Убиецот се шета на слобода, исто како и тие што му помагаат овие 5 дена да се засолни и да бара алиби. Полицијата на СДС и Спасовски 5 дена оставаат убиецот да се крие и не преземаат ништо во врска со ликвидацијата на младиот Мартин Јанушев, кој беше свирепо застрелан со неколку куршуми во главата, во центарот на Скопје во петокот попладнето. Зошто не е распишена потерница по убиецот, ако знаеме дека при убиството во околината имало неколку очевидци, но и објекти кои се под видео надзор? Точно ли е дека убиецот и неговите соработници се блиски на актуелната власт? Кој им помогна да се засолнат и сокријат од правдата? Кој им овозможи да ја преминат границата, кога и на кој граничен премин? Заев, Спасовски и криминалната врхушка од врвот на СДС должат многу одговори. Целиот град и јавноста шпекулираат со имиња кои се споменуваат како извршители на убиството. Сите до еден се поврзуваат со криминални структури блиски до СДС. Тие криминални структури со кои власта е во цврст пакт ликвидираа младо момче и сега некој се обидува овој скандал да се потисне и правно и медиумски. Се враќаат и на овој начин долговите кон криминалните структури. МВР треба да одговори и дали се вистините и гласините кои се шират во јавноста, дека бегството на убиецот е помогнато од страна на советник во кабинетот на Зоран Заев. Оливер Спасовски држеше десетици банални пресконференции за мачки што гребеле автомобили или за екстрадицијски постапки кои не се во ингеренции на МВР, а сега се крие и бега од одговорност за ваква брутална екзекуција. Почитувани, ова е резултатот од само 6-месечното владење на СДС. Убиства, напади и несигурност на граѓаните. Граѓаните се исплашени и живеат со страв. Криминалот на улиците е директна последица на разместување на професионалците во МВР на пониски нивоа и поставувањето на партиски послушници на нивните места. Тоа ја врати мафијата да хара по улиците како во 90-тите. МВР станува соучесник, не откривајќи го убиецот на младиот Јанушев. Оливер Спасовски најмалку што им должи на семејството на убиеното момче и на граѓаните за нарушениот мир и безбедност е да си поднесе оставка од функцијата. Ви благодарам.